Добро вечер. Сакам да направим воведен говор од вечерашната прва емисија од серијалот Како се убива победа и да направим едно јавно обречење. Почитувани сограѓани, почитувани спортисти, навивачи, млади луѓе и сите што сте уште веруваат дека Прилеп заслужува повеќе. Денес не зборуваме само за еден фудбалски клуб. Денес зборуваме за фудбалскиот клуб Победа, за историја, за идентитет, за достоинство. Победа не е број во табела. Победа не е фирма што може тивкон се затвори. Победа е градска институција, создадена од генерации прилепчани со пот, со љубов и со гордост. Овој клуб го носеше името на Прилеп низ Македонија и низ Европа. На овој стадион се учеше што значи борба, чест и припадност. Од Победа излегоа деца што станаа спортисти, луѓе и пример за младите. И денес мора јасно да кажеме, кога пропаѓа Победа, не пропаѓа само клубот, туку и целиот систем. Пропаѓа одговорноста, пропаѓа грижата за јавно добро, пропаѓа односот кон сопствената историја. Не може Прилеп да има културна и спортска традиција да дозволи својот најголем фудбалски символ да биде заборавен, обезвреднет или искористен. Ова не е носталгија, ова е прашање на јавен интерес. Клуб што користи јавна инфраструктура, клуб што има поддршка од граѓаните, клуб што е дел од имиџот на градот, не сме да биде оставен на стихија, ниту на нечии лични интереси. Затоа денес пораката е јасна и гласна. Победа мора да се врати на прилепчани. Победа мора да се води транспарентно, честно и институционално. Победа мора повторно да стане врвна школа за млади, а не товар од минатото. Ова не е борба за минатото, ова е борба за иднината на спортот и младите во Прилеп. Град без своји символи е град без самодоверба, без достоинство. Град што не си ја чува победа, не си ја чува ни честа. Да не дозволиме победа да остане само спомен, да направиме повторно да биде гордост. Зашто победа не е само клуб, победа е Прилеп. Почитувани прилепчани, почитувани мои сограѓани, почитувани љубители општо на спортот, а пред се на фудбалскиот клуб Победа. Нашата некогашна гордост, но сега, за жал, не е веќе тоа. Долг период чекав некој да се обрати, некој нешто да каже, да предложи идеја, да каже нешто околу фудбалскиот клуб Победа, меѓутоа никој ништо не кажува. Мојот подкаст е крстен салонски приказни. Само иначе ви кажам дека секој ден во моето студио се поставуваат две прашања. Едното прашање гласи што правиме со Победа, второто прашање гласи што ќе правиме со децава наши, фудбалериве. Тоа е она најгорчливото прашање. Затоа се решив да го направам овој серијал од неколку епизоди кои ќе бидат емитувани секој ден од денеска во 21 часот, чисто како еден апел до општината, која сметам дека за се ова што до се случуваше и на крајот се случи тоталниот крах, единствено и само има вина општината Прилеп уназад сите овие периоди, затоа што кон клубот се однесуваше несовесно, неодговорно, едноставно како да им беше терет и како сите да бегаат од тој клуб. Серијалот се вика Како се убива победа. Да напомнам, никого овде нема да обвинувам, немам право за тоа, затоа што ниту знам кој како бил, што бил, ни собственици, ни раководители, ни управни одбори или што и да е, не ме интересира тоа, туку ќе се насочам во овој серијал која е улогата на општината за еден фудбалски клуб, конкретно нашата општина Прилеп и конкретно за фудбалскиот клуб Победа. Како се задушува победа? Односно, како се убива победа? Ова не е спорт, ова е намерен молк, бегство од одговорност и уривање на символ. По неколку епизоди ќе ви покажам кој молчеше, кој гледаше на страна,
и зошто Победа е таму каде што е денес. Молкот е, почитувани мои, соучесниство во овој крах на фудбалскиот клуб Победа и ова приказна, јас сметам дека мора да се слушне. Ова прва епизода ќе биде едно отворено писмо од општина Прилеп, кое е насочено кон општината и кое ќе биде, како и сите други некои си предлози барања, доставено и по службен пат од општина Прилеп. И ова е подкрепено и ова одлука е донесена од една поголема група на граѓани на општина Прилеп, љубители на спортот, родители на фудбалери и сите оние приврзаници на фудбалот. Ова порака е како еден вид предупредување за нештото да не се уништи, но е една и можност. Уште има време за чесен рестарт на клубот, но повеќе време нема за алиби. Сега сакам да ви го прочитам отвореното писмо, кое ќе биде доставено до општина Прилеп, градоначелник и совет на општината Прилеп. Ќе повторам уште еднаш, позади ова отворено писмо стои една поголема група на граѓани. Почитувани, ова писмо не е апел, не е молба и не е навивачка емоција. Ова е барање за одговорност. ФК Победа не е приватен проект, ниту играчка за дневна политика. Тоа е јавна спортска институција, дел од идентитетот на Прилеп и символ што со години системски се уништува, со ваша тивка согласност или отворено учество. Општината не е невин наблюдувач. Со години општина Прилеп одобрува финансиска подршка без јасни критериуми, толерира нетранспарентни управи, молчи за финансиски извештаи, дозволува клубот да биде продолжена рака на локални политички интереси. Да бидеме јасни, кој дава пари без контрола, сноси одговорност за последиците. Доста е со гаснење на пожари. Секој пат кога Победа е пред колапс, општината интервенира онака адхок, со субвенција, со ветување, со пресконференција, но никогаш со системско решение, никогаш со услови, никогаш со барање на одговорност, а тоа не е помош, тоа е одложување на распадот, кој сега ни дојде. Под број 3. Јавно прашање до општина Прилеп. Граѓаните имаат право да знаат колку пари општината има вложено во фудбалскиот клуб Победа во последните 10, 15, 20 години. Каде се годишните финансиски извештаи, по кои критериуми се избираат управи, кој гарантира дека јавните пари не се злоупотребуваат. Зошто никогаш не беше побарана одговорност од оние што го доведеа клубот до оваа состојба. Молкот на овие прашања е признание. Што бараме јасно и недвосмислено. Општина Прилеп мора, под еден, да прекине со безусловно финансирање. Секој денар да биде врзан со јасен план, рокови и мерливи резултати. Под број 2, да се иницира целосен рестарт на клубот со нов правен модел, нова управна структура и јавен конкурс за раководство. Под број 3, да се воведе јавен надзор, редовни извештаи, надзорно тело со представници на навивачи и стручна јавност, целосна транспарентност. Под број 4, да се тргне политиката од фудбалскиот клуб Победа. Клубот не смее да биде предизборна алатка, партиско прибежиште или компензација за нечија лојалност. Под број 5, реалноста што не смее да се игнорира. Без општината нема клуб, да бидеме јасни. Да бидеме целосно искрени и одговорни. Во актуелните македонски услови, фудбалскиот клуб Победа не може да опстане без поддршка од општина Прилеп. Затоа што нема силен приватен инвеститор, нема стабилен спонзорски пазар, немаме телевизиски права, немаме систем што сам по себе создава приходи. Да се тврди спротивното е лицемерие. Затоа улогата на општината не е избор, туку е обврска, но обврска што мора да се извршува паметно, контролирано и долгорочно. Општината мора да помогне, затоа што фудбалскиот клуб Победа е јавно добро, не е приватен бизнис,
Клубот ја носи младината, спортот и имиџот на градот. Без институционална поддршка, клубот ќе згасне, а со него и цела спортска традиција. Но помошта не смее да биде безусловна, финансиски, нетранспарентна, не смее да биде адхок. Помошта мора да биде алатка за рестартирање, а не апарат за одржување на статус кво. Последна порака. Ако општина Прилеп навистина верува дека фудбалскиот клуб Победа е градска гордост, тогаш тоа мора да се покаже со дела, не со флоскули. Воспротивно, историјата ќе запамети дека Победа не пропадна сама, беше оставена да пропадне. Ова е отвореното писмо кое вечер ви го представувам. Од утре ќе продолжиме со детална правна аргументација со конкретни членови од закон, да видиме дали, како и зошто општината има обврски. Потоа ќе продолжиме со управно правно мислење и тука ќе додадеме анекс со пракса од други општини. Текстот е структуриран како официјален институционален документ, подготвен за архивирање, доставување до Совет на општина Прилеп, доставување до градоначалник и до понатамошна институционална постапка. Ќе повторам уште еднаш, никого од фудбалскиот клуб Победа од минатото не го обвинувам затоа што го немам пред се тоа право. Меѓутоа, ова е еден апел до општината дека не смее повеќе да молчи и дека мора да помогне затоа што во овој случај единствено и само општината таа што може да даде еден ветар во грб. Да објасни во другите епизоди на кој начин тоа може да се направи. Тоа не значи да напомнам о старт дека општината ќе мора постојано да го носи на грб фудбалскиот клуб Победа. Напротив, општината е потребна сега да помогне, да се застане на какви такви здрави нозе, едноставно да биде база и еден гарант за секој еден оној што во иднина би сакал да помогне, дали како инвеститор, дали како спонзор, дали како помагател, не е општо битно. Ви благодарам на вниманието. Можете да споделите, не морате да споделите. Само знам дека денес имаше голем интерес за ова и сметам дека како човек, како еснав, како прилепчанец, како родител на фудбалер, како љубител на фудбалот и фудбалскиот клуб Победа, сметам дека имам морална обврска, доколку имам некоја идеја или некое решение да го понудам, што не значи дека би било идеално, што не значи дека би било во ред, меѓутоа подобро нешто отколку ништо. Се надевам дека овој молк од сите страни ќе престане. Се надевам дека ќе најдеме сите заедно еден заеднички јазик, да седнеме на една маса, не еднаш, не два пати, не три пати, ако треба 100 пати, и да се најди некој соодветно решение во кое сите инволвирани страни ќе бидат задоволени, а најмногу фудбалската јавност и пред се нашите фудбалерчиња. Доколку имало некои си недоследности во начинот на работење на фудбалскиот клуб Победа, мене воопшто не ме интересира, затоа си има институции, тие нека си ја бркат таа работа. Меѓутоа, општината е таа која што може многу да помогне. Само треба да се сака. Утре се гледаме со продолжување на детална правна аргументација со конкретни членови од закон. Ви благодарам на внимание. Поздрав.